Убав ден не пречека на автодромот Словакија Ринг, каде Volvo Trucks ги представи идните трендови и иновации во својата гама. Како компанија, Volvo од секогаш бил предводник на технологиите, посебно безбедносните. Затоа и целата наша програма започна со ветувањето дадено од директорот за регионот Роберт Гроздановски, кој кажа дека цел им е нивните возила во иднина да не учествуваат во сообраќајни несреќи. Колку и да звучи утописки, според она што го видовме и слушнавме, тоа реално е остварливо. Првата технологија што ни беше демонстрирана беше така нареченото платунинг возење, односно возење во колона под водство на првиот камион. Технологијата со која располага Volvo е 100% функционална, но за жал законските прописи не дозволуваат нејзина употреба. Да не е така, веќе сега по автопатиштата ќе се движат по неколку камиони во колона еден за друг, со кои практично ќе управува само возачот на првиот. Камионите се во постојана врска и комуникација меѓу себе и останатите послушно ќе го следат првиот, забрзувајќи, забавувајќи, дури и целосно запирајќи во случај на опасност. И сето тоа без никаква реакција на возачите кои само треба да го вртат управувачот. Следе активностите на тема алтернативни горива, каде Volvo има неколку активни проекти. И додека иднината им е загарантирана на возилата со електрични погонски групи, решението за сегашноста се гледа во биогоривата и погонот на газ. Посебно интересно е користењето на течен природен газ. Со посебна технологија, природниот газ се лади во температури до 163 степени под нулата, со што неговиот волумен се намалува за 600 пати. Таков има голема енергетска вредност, но мора да се чува во специјални термос резервоари. Многу се работи и на автоматизацијата на возењето, чија крајна цел е комплетно автономни возила кои ќе се движат без возач. Во моментов на плантажите со шеќерна трска во Бразил, камионите сами ги ускладуваат брзината и траекторијата со комбајните, а возачот само надгледува. Интересен е и автономниот камион за собирање ѓубре, кој памти каде точно се наоѓа секоја канта за ѓубре и самиот вози и застанува каде треба. Ако најде на препрека, паркирано возило, например, го заобиколува. Во случај на опасност пак сосема застанува. Врв на истражувањата на Volvo е флотата со 8 целосно автономни камиони кои сами без возач или надзор од човек работат во шведскиот рудник Болиден. Тие на 1380 метри под земјата во најтешки можни услови товарат и превезуваат руда. Тоа може да го прават 24 часа на ден без да застанат. Тоа ќе го сторат само ако наидат на пречка која не може да ја заобиколат, карпа, човек или машина. Сегашноста пак е фокусирана на полето на безбедноста. За разлика од другите производители, Volvo своите решенија ги развива посеопфатно и ги лансира кога ќе бидат комплетно проверени и целосно доверливи. Таков е и системот за итно кочење интегриран со предупредувањето за опасност од судар со возило што стои или вози бавно пред камионот. Тој функционира со помош на радар кој ги открива и камера која ги верификува објектите. Ако на траекторијата на возење се наоѓа нешто што ја загрозува безбедноста, а возачот од било која причина не реагира, тој целосно го запира камионот пред да се случи несреќата. Веќе е виден кај патничките возила, но не треба да заборавиме дека зборуваме за 40 тонски камиони. Тие наскоро ќе бидат опремувани и со систем кој ќе следи се околу возилото во видокруг од 360 степени. Со помош на камери, сензори и радари сместени од сите страни на возилото, тој ќе ги предвидува инцидентите со пешаците и велосипедистите 5 секунди предвреме. Тоа од прилика би било се од нашето патување во Словачка, но мора да кажеме во скратено издание. Слушнавме уште многу податоци и факти и видовме уште доста интересни работи кои засега ќе останат само во нашите сеќавања, се до моментите кога Volvo ќе ги искористи да понуди некоја нова технологија во своите камиони. А верувајте, на тоа нема да чекаме многу.